Поштовани гледачи, добра вечер, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас, како ваш домаќин, Виолета Петровска Периќ и денешната моја соговорничка која што е веќе со мене во студиото. Поводот за денешното гостување на мојата денешна гостинка е неделата на глаукомот, која што практично е започната од вчера. И секако со ова гостување и со овој разговор кој што ќе го водиме во студиото, ќе да знаете нешто повеќе за активностите и за неделата на глаукомот, што се треба да се одржи, а исто така и ќе кажеме збор два и за глаукомот како нели проблем со очите или како заболување на очите кое што некако е поспецифично за повозрасната популација. Значи, веднаш ќе ви откриам, со мене во студиото е веќе доктор Василка Андриевска Донова, која што е специјалист офталмолог и председател и основач на Сдруженијето за борба против глауком и диабетска ретинопатија Мугра 2018 од Скопје. Значи, ќе разговараме за активностите на ова здружение и секако дека во вториот дел негде кога ќе ве повикам вас гледачите да не се вклучите во разговорот, ќе можете и да се јавите, да поставите некое прашање и се разбира доктор Василка ќе се обиде некако еве да ви даде некоја насока или одговор на сето што ве интересира околу глаукомот. Веднаш ќе ја поздравам доктор Василка, ти благодарам што дојде и што одвои време. Многу ми е драго. Уште повеќе што има голема причина, кажав, од вчера е веќе започната неделата на глаукомот. Јас имам подготвен еден прилог за глауком, меѓутоа ќе го пуштиме негде малку подоцна кога веќе ќе најавиме активностите и кога ќе почнеме да говориме за глаукомот како проблем. Ајде кажете ни што представува недела на глаукомот 2020, ми се чини така ви е во нели во она што вие го имате како активности. И како вашето здружение партиципира во врска со неделата на глаукомот? 2020 година е 10-та година поредот како се е воспоставена светска иницијатива водена од Светското здружение за глауком и од Светскиот комитет на пациенти со глауком. Таа е севкупна глобална иницијатива кога овие здруженија ги канат лекарите специјалисти, лекарите, здравствените работници, пациентите и вас новинарите и политичарите, сите да учествуваме во една голема акција кога кон сите луѓе во светот, вклучително и граѓаните на нашата држава, ќе им се обратиме и ќе им речеме водете сметка за здравјето на вашите очи и отидете на превентивен преглед. Тоа е мотото за 2020 година и така ова светска иницијатива ги поттикнува луѓето да отидат кај офталмолог и да обратат внимание на своите очи. Вака, сега пред да продолжам понатаму со прашањата, би сакала пред да ве запрашам која беше како да кажам намерата и која беше вашата иницијатива да го оформите ова здружение, бидејќи вие сте нели и председател и основач. Зошто се одлучивте на ваков чекор? Здружението го формира 5 жени. Така. Сите вработени или работеле на очните одделенија во здравствениот дом на Скопје. Сите ентузијасти, така, желни да им помогнат на собствените пациенти и воопшто на луѓето во Македонија, а главната иницијатива потекна од таму. Тоа беше, да речам, моја иницијатива која тие ми помогнаа да ја реализирам. Јас идејата ја добив во Австралија, јас тамо често многу престојувам и поминувам дел од годината во Австралија и тамо волонтерството е многу развиено, луѓето им помагаат на другите луѓе и јас сметав дека нешто слично треба да направиме и кај нас и како волонтери да придонесеме за здравјето на нашето население. Така. Од 2018 е формирано? Во 2018 е формирано. Многу сме активни, присутни сме особено на територијата на Скопје, но патуваме и во внатрешноста на Македонија и зборуваме за глауком и за диабетска ретинопатија. Ко подкреваме нивото на освестеност на населението во врска со овие две тешки состојби на окото. Предпоставам дека цела година не само овани да имате вие активности, кон она што се стреми ова здружение во однос на
превентивата околу глаукомот и дијабетската ретинопатија. Како прво да ни кажете што практично ќе се случува за понеделата на глаукомот? За оваа недела на глаукомот беа предвидени бесплатни мерења на очен притисок и делење на флаери, но поради епидемијата предизвикана од коронавирусот и поради епидемијата на грип, ние ги одложивме овие активности. Тоа не значи дека ќе ги прескочиме, само ќе се одложат. Така да активностите ќе бидат одложени за понатака, а успеавме да имаме 2 јавувања на телевизија, сметајќи дека јавувањето на телевизија најмногу допира до луѓето на Македонија. Сакам да кажам дека најмногу можеме да допреме до луѓето, бидејќи денеска особено возрастните, а и сите други, гледаат телевизија и ќе слушнат нешто за глаукомот. Така, што практично планирате да одржите во однос на активностите на неделата на глаукомот? Што ќе се случи кога малку ќе се смири ситуацијата? Што ќе бидат тие активности? Две бесплатни мерења на очен притисок во некоја од скопските поликлиники. Да, на одредени локации. Обично ги бираме скопските поликлиники. Таму одиме и 2 до 3 часа сме таму присутни и сите луѓе што ќе се најдат во поликлиниката, сите може да дојдат и да им биде бесплатно измерено очен притисок. И не само тоа, може да се консултираат со нас, што ги интересира да не прашаат, ќе добијат и флаери, еве го флаерот, и можат да си прочитаат во флаерот, во флаерот на еден многу едноставен јазик е напишано се во врска со глаукомот и можат подобро сознание да добијат во врска со глаукомот. До сега колку сте задоволни од сите оние активности кои што Сдруженијето ги има направено во изминатиот период од кога сте формирани? Апсолутно. Јас лично како човек сум задоволна заради тоа што ние направивме десетина телевизиски презентации, една презентација на радио, ги посетивме сите скопски поликлиники и не само тоа, имавме презентација на локалната телевизија во Тетово, а и отидовме да мериме очен притисок во Крива Паланка, каде нема офталмолог. Имаше колешка која работеше, отиде во пензија, Крива Паланка остана без офталмолог и ние сакавме да помогнеме, изведовме акција на бесплатно мерење на очен притисок и се разбира, покрај ова мерење на очен притисок, ние организираме и само акции за делење на флаери. И тие акции сегде ги изведуваме. Многу често во Сити Мол, во поликлиниките, во центрите каде има центри за дијабет, дистрибуираме вакви флаери, така да насекаде сме присутни. Така. Сега горе-доле би требало малку нешто да кажеме за глаукомот, меѓутоа ќе побарам од режија да го пуштат прилогот за глауком, некако и гледачите накусо да се информираат што тоа значи, а потоа ќе се вратиме во студиото да започнеме да кажеме нешто повеќе и да проговориме за глаукомот. Од режија би барала да го пуштат прилогот. Глаукомот е болест која го оштетува очниот нерв и постепено, прогресивно доведува до стеснување на видното поле. Најчесто е резултат на покачен очен притисок, но понекогаш и покрај нормалните вредности на очниот притисок, оштетувањата на нервот прогредираат. Многу често е наследен, но не секогаш. Со возраста ризикот за глауком е поголем, а може да се појави и кај деца, па дури да биде и вроден. Вообичаено децата со глауком имаат големи очи, поради тоа што окото е порастегливо во услови на висок очен притисок. Кај возрастните најчесто нема симптоми, се додека болеста не е во многу напредна фаза за која е карактеристичен тунелски вид. Нетретиран глауком може да доведе до комплетно оштетување на очниот нерв, кое резултира со слепило. Механизмот за настанувањето на глаукомот е различен, па на основа на тоа има и различни поделби на глаукомот, а оттаму и различен третман. Заедничко за сите е преголемата количина на очна вода која се задржува во окото, или нарушен проток на истата што доведува до насобирање и висок притисок врз структурите во окото. Некогаш застојот е резултат на анатомската градба на окото, друг пат, како резултат на таложење,
на различни материи во одводниот систем на окото. Глауком може да настане и како последица на повреда на окото, очна инфекција, блокирани крвни садови во внатрешноста на окото и многу ретко одредена интервенција која служи за третирање на друг очен проблем може да предизвика глауком. Повеќето лица кои имаат глауком немаат никакви почетни симптоми или болка. Првиот знак најчесто е губиток на периферниот вид, кој може да се јави дури многу подоцна во животот и поради тоа глаукомот е познат како тивкиот крадец на видот. Поради наглото зголемување на очниот притисок може да се појават симптоми како главоболка, болка во очите, заматен вид, мачнини, повраќање, црвени очи и од време на време забележување на халоа околу светли елементи. Во тие случаи веднаш треба да се обратите на офталмолог за детална проверка. Диагнозата на глаукомот не вклучува само мерење на очен притисок. Самиот преглед е детален и се испитува видна острина, дебелина на рожница, преглед на очна позадина со што се проверува и очниот нерв и жолти пеги, испитување на оцета и компјутерско испитување на видно поле. Ако имате над 40 години и имате фамилиарна историја на болеста, мора да правите детални прегледи кај офталмолог на секои 1 до 2 години. Исто така за појава на глауком дополнително може да влијаат и други здравствени проблеми, како диабетес, проблеми со тироидната жлезда, терапија со кортикостероиди и слично. Глаукомот е состојба која не може да се излечи, но може да се олесни животот со одредени третмани. Во зависност од глаукомот може да се третира со капки, таблетки, лазер зафат и оперативна хирургија. Кој третман е соодветен за овој проблем се одредува на самиот преглед од страна на офталмологот. Инаку со можевте да се информирате што тоа представува глаукомот, меѓутоа повеќе информации се разбира во разговорот што ќе го водиме во продолжение. Доктор Василка, што е глаукомот впрочем? Ајде, вака поопширно. Глаукомот е невропатија. Така. Што значи страда нервот, вие тоа го спомнавте во вашиот прилог, ама страдањето на нервот настанува поради низа состојби што му се случуваат на организмот и поради низа состојби што му се случуваат на окото и сето тоа резултира да дојде до оштетување на очниот нерв, односно оштетувањата се на клеточно ниво. Страдаат клетките на нервот. Нервот е очниот нерв е многу осетлива категорија како ткиво и всушност во периодот кога настануваат оштетувањата, перфузијата на очниот нерв е нарушена, снабдувањето со хранливи материи на очниот нерв е нарушен и затоа доаѓа до оштетување на клеточно ниво. И сега, како нервот е оштетен, особата прима светлосни информации, ама светлосните информации не може да се анализираат и оштетениот нерв не може да ги пренесе до центарот за вид и затоа човекот го губи видот делумно или потполно на едното или на двете очи. 13% од светската популација која добила глауком на двете очи не гледа, а другите на едното око не гледаат. Во суштина, тоа е механизмот на настанување на глауком. Така. Како стојат состојбите кај нас со оглед на тоа дека веќе нели вие сте одговорни за здруженијето, па дали имате некои податоци, статистики, како е кај нас состојбата? Дали има појава на зголемување на глаукомот и проблемите со светските статистики велат дека на светско ниво 1 до 2% од светската популација има некакви симптоми на глауком или има оштетувања во текот на глаукомот. Ако ја гледаме таа статистика, кај нас би требало да има од 18 до 36.000 случаи на глауком. Кај нас во моментот се третираат негде од 7 до 8.000. Овие податоци се податоци на здруженијето. Ние во Македонија немаме регистар за глауком. Како впрочем и за многу работи. Така, немаме фонд за глауком. Овие се податоци кои горе-долу се добиваат од мој термин и од потрошувачката
на лекарства за глауком. Значи, уште многу ни останува да откриеме нови случаи на глауком, а не ги откриваме, односно не се откриени заради тоа што во овој момент немаме доволен број на офталмолози, особено нема доволен број на офталмолози на секундарно ниво, односно во државните установи, на ниво на градот, на ниво на град Скопје, порано имаше 16 офталмолози. Во денешни услови има само 4. Сега може само толку малку, но има доволно офталмолози на клиника, има офталмолози во приватните болници, има офталмолози кои се поврзани со фондот. Најмногу, значи, дефицитот е на секундарно здравствено ниво во државните установи, а и оние кои се поврзани офталмолози со фондот и нивната старосна граница се зголемува, така да и тамо ќе биде потребен подмладок. Навистина треба интензивно да се размислува како овој дефицит ќе биде пополнет, а тоа тешко не се пополнува. Специализацијата трае долго, не секој се одредува да биде специјалист по офталмологија, така да во догледно време ние ќе имаме навистина дефицит на офталмолози, зборувам на државно ниво. И во внатрешноста на Македонија состојбата е нешто подобра, ама повторно кажувам дека и тамо таа старосна граница на офталмолозите се зголемува, за некоја година и тамо ќе имаме дефицит на специјалисти офталмолози. Така. Да ги спомнеме симптомите сепак за гледачите да знаат. Што би требало да почувствуваат или што треба да се случува за да се сомневаат дека станува збор за глауком? Вие спомнавте во прилогот дека е тој тивок крадец на видот, а тоа е заради тоа што најголем процент од оние што имаат глауком со отворен агол. А кога глаукомот е со отворен агол, тогаш нема болка, видот пополека се губи и тоа тешко го забележува човекот, односно особата. Некако мисли дека тоа е на некој начин нормално. Да, мислат дека од старењето го губат видот, а всушност го губат поради глаукомот. Но значи тамо не се евидентни симптомите, но затоа пак кај глаукомот со затворен агол навистина се евидентни симптомите, тогаш човекот, односно особата, чувствува болка, вознемирена е, окото е зацрвенето, напнато, па кога притисокот некогаш ќе се зголеми и 40, 50 или 60 мм живен столб, таа болка станува неподнослива, со чувство дека треба да се поврати и тогаш несомнено мора да се обрати кај офталмолог за да биде намален очниот притисок, бидејќи ако оваа состојба потрае подолго, видот неповратно ќе се изгуби. Впрочем, глаукомот после катарактата се смета дека е на второ место во светот по губиток на видот, но за разлика од катарактата, која откако ќе биде одстранета, видот се враќа, кај глаукомот видот не се враќа. Промените се иреверзибилни и затоа глаукомот всушност е проблематичен, заради тоа што оштетувањата на очниот нерв засега се сметаат дека се иреверзибилни. Претпоставам дека, како што и знаеме, глаукомот е едно заболување на очите или еден проблем со очите кој што се јавува кај повозрасната популација. Кои се оние ризик фактори кои што доведуваат до појава на глауком и колку очниот притисок е причина и колку е тоа поврзано со глаукомот? Вие сето тоа го спомнавте во вашиот прилог. Јас само ќе дополнам дека првиот ризичен фактор е висината на очниот притисок, кој го сметаме за нормален кога е во распонот од 10 до 21 мм живен столб. Тоа значи дека може да има очен притисок, меѓутоа да е во некоја нормална граница каде што не може да направи проблем? Таа граница од 10 до 21 се смета дека не прави проблем, но има и таков глауком кој се вика нормотензивен. Нормален може да биде очниот притисок, а сепак да настанат оштетување од глауком. И во тој случај всушност исхраната на очниот нерв е компрометирана и затоа се губи видот. Но кај некои луѓе може да биде и на 21 и 22 и повеќе, а никогаш да не настанат оштетувања. Значи секоја особа индивидуално реагира на покачувањето на очниот притисок.
Но тоа е првиот, значи, ризичен фактор, зголемениот очен притисок. Генетската предиспозиција 4 до 5 пати ја зголемува можноста во исто семејство да се јави глауком. Тоа значи ако некој од семејството има, тогаш тоа многу значи веројатно е дека е многу веројатно дека и некој од семејството ќе добие, не секој, но некој, и затоа треба рано да се почне со превентивни прегледи. Да се оди уште веќе на 35 години тие луѓе барем кои еднаш во имаат... годината претпоставам дека треба да се Да, барем тие што се со зголемен ризик, тие почесто треба да одат. Но, зборувајќи општо за популацијата, има, да речеме, вакви претпоставки. Прв пат да се оди на офталмолог и да се провери очниот притисок на 35 години. Па во возраста меѓу 35 и 45 години да биде, да речеме, на 2 до 4 години да се оди. Па од 45 до 55 години да биде на 1 или до 2 години. На 60 годишна возраст на 1 година, а на 60 годишна возраст и веќе некој ако има симптоми на глауком, ќе треба и 2 пати во година, заради тоа што треба да се види офталмологот, да се контролира како се употребува терапијата, да се види дали има оштетување на нервот, дали треба да се смени терапијата или треба на некаков друг начин да се постапува. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, од режија ќе може да ги испишат телефоните на екранот, па оние кои што не следат, ако имаат некое прашање или некој ваков проблем, некој совет ако сакаат да добијат, може да се јават, да искомуницираат со нас и секако доктор Василка ќе се обиде да им даде насока и одговор на нивното прашање. Споменавте на почетокот кога кажавме нели општо за глауком дека има повеќе видови. Кои се тие видови? Значи каков може да биде глаукомот и дали од тоа зависи и третманот и лекувањето? Се разбира, да. Кај тој што е нормотензивен не се потребни капки, нели? Кај тој што е со зголемен очен притисок се потребни капки. Кај секундарните глаукоми, кои се да речеме како резултат на катаракта, па треба да се отстрани катарактата. Ако има тумор во окото што го зголеми очниот притисок, треба да се отстрани туморот. Ако има воспаление на средниот дел на окото, треба да се лекува воспалението и автоматски ќе се намали висината на очниот притисок. Така, секој случај е индивидуален. Секој лекување е индивидуално. Прво треба да се открие зошто е зголемен очниот притисок, а потоа да се разбира да се лекува очниот притисок. Веќе рековте треба да се открие. Не кажавме и околу диагностиката. Што содржи прегледот? Еве, вие долги години работевте нели како офталмолог. Сега преку ова што го работите со здруженијето се уште на некој начин како да кажам, ние го откриваме првиот ризичен фактор. На терен со бесконтактни апарати за мерење очен притисок, првиот ризичен фактор го откриваме, а потоа ги насочуваме луѓето да одат на превентивен преглед. Продолжува на некој начин она што сте го работеле долги години. Вие во прилогот многу детално се споменавте. Значи, најважно да се измери очниот притисок, да се види видот, да се коригира видот, да се измери дебелината на корнејата. Значи, буквално детален преглед се прави на окото. Првиот преглед би требало да биде детален, да се направи периметрија, да се направат снимки на очниот нерв и снимките на очниот нерв да се чуваат до наредниот преглед за да може да се направат споредби дали има промени во врска со очниот нерв. Да. Значи, многу е важно кога некој Многу е важно првиот преглед да биде детален. Сега кај нас е проблем што не во сите државни установи ја имаме целосно апаратурата за детален преглед. Тоа морам да кажам. Во изминатата година Универзитетската клиника доби 2 нови апарати за диагностика, ама на секундарно здравствено ниво немаме доволно апарати за диагностика. Ајде да слушнеме, имаме гледачи на линија кој се јавува. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Се јавуваме една пациентка, јас сум од Штип се јавувам и имам проблем со глауком. Така. За жал го изгубив едното око и сум правена операција, ама го изгубив окото, видот на окото. И сега имам проблем исто и со другото око, имам 3-4 операции направено од глауком. Имам ставено и имплант, имам и направено и класични операции. И сега пред една година се правев на класична операција на окото. И за една година не ставав, не беше намален очниот притисок и не употребував никакви капки
И сега од нова година навамо почна пак да ми се качува очниот притисок и изнесува 29, 28, 25. И сега сакам да ја прашам докторката, дали со овој очен притисок, што е 29, 25, да се прави операција и да се отвори каналчето нели таму. И друго прашање имам, јас одам кај некој докторка што она го мере очниот притисок на не знам како се вика, постар начин со како плута нешто, постари начин на мерење очниот притисок и одам во амбуланта каде што очниот притисок се мери со вазух, со дува. И сега ме интересира, кај ова на докторка што е постар начин на мерење глауком, покажува ми, па сте ја скоро прета недела 17, кај вај очниот, кај амбуланта што одам, мери 25. Ме интересира, на кој апарат да веруваме? Дали на овој со вазух или на овој со што бил постар начин на мерење на глауком. Оти тука ми покажува 25, тамо е 17. Добро, во прилог на времето, нели, слушнавме доволно информации, значи останете еве покрај вашиот ТВ приемник. Доктор Василка ќе се обиде да ви одговори на оние две прашања кратко. Доктор Василка, вашето мислење? Дали треба повторно да се оперира и кое мерење би било повалидно? Пациентката еднаш спомна 17 точен притисок, еднаш 25, еднаш 29. Сега јас не знам навистина кое е било. Безконтактните тонометри навистина покажуваат повисок очен притисок, но постојат во државата апарати кои точно ќе измерат контактни апарати кои точно ќе го измерат очниот притисок и на база на тоа ќе кажат колку точно е очниот притисок. Кои би биле повалидни? Пациентката контактниот. Ама, бидејќи таа вели дека докторката измерила по стар начин, јас тој не би го прифатила како адекватен. Има понови контактни методи на кои адекватно ќе се измери очниот притисок. Да, 25 и 28 вредност на очен притисок, таа не кажа дали е со терапија или без терапија. Ако е без терапија, тогаш со терапија ова може да се доведе до нормални вредности, така да треба да се консултира со офталмологот. Дури ако со едно лекарство не може да го намали очниот притисок, може да се направи комбинација од две лекарства. 25 и 28 не е, како се вика, вредност според која би требало да се пристапи на некоја операција. Ако таа веќе има направена операција, би требало да биде таа операција соодветно изведена и очниот притисок не би требало да се зголемува. Јас не знам кој тип операција не е направен, се случува некогаш и после изведена операција да се зголеми очниот притисок, ама за дефинитивна констатација дали треба нешто понатаму да се постапува, треба да се консултира со офталмохирург. Значи, или офталмохирург во државната болница наша, во универзитетската клиника или во некоја од приватните. Да не биде само со консултација со офталмолози кои се занимаваат со конзервативна офталмологија. Мора да се консултира со офталмохирург. И адекватна терапија да има. Ајде да кажеме збор два за лекувањето. Како стојат кај нас работите? Еве, впрочем, споменавме дека имаме и приватни клиники кои што нели се во кои што се одвиваат лекувањето и третманот на глаукомот, имаме и очната клиника. Меѓутоа, дали во нашата земја има доволно можности да се третира глаукомот како што треба? Добрата вест е дека има доволно можности. Универзитетската клиника е доста добро опремена и лекувањата најсоодветно се одвиваат. Исто и во приватните клиники. Лошата вест е тоа што глаукомот се лекува со капки и многу често тие адекватно им помагаат на пациентите. Само 2 лека од овие капки се на позитивна листа на лекарства и тоа едниот од нив е од постарата генерација. Значи, заложбите за подобро лекување би биле сите овие лекови додатно позитивна листа. Тоа би значило да ги земаат со плаво картонче, да не мора приватно да ги... Сега повеќе картончиња нема. Добро, практично така биде беше со порано. партиципација. Например, во соседството... Да не мора да ги плаќаат приватно, сакав да кажам. Да не ги плаќаат заради тоа што
кога еднаш ќе добиеш капки да се лекуваш да ги лекуваш симптомите на глауком, ти тоа доживотно го правиш. Глаукомот е хронична болест, што значи пациентите се изложени на материјални трошоци на долги стази. Во околината, во Србија 30% не е тоа само за една употреба и толку, меѓутоа треба континуирано да се употребува. Без прекин. Луѓето треба капките да ги носат со себе и кога одат на одмор, и кога одат на пат, така да тие никогаш не треба да бидат под стрес дека тие капки ќе ги нема, а во последно време едно од тие лекарства што беа на позитивна листа се случуваше од време на време да го нема. Значи, нашата заложба како здружение воопшто и заложбата на офталмолозите е барем делумно Фондот за здравство да партиципира. Сте имале ли досега комуникација со фондот за да се направат напори да се стават на позитивната листа? Во фондот им направивме, за фондот направивме една мала студија. Колку пациенти има, кои лекарства ги предлагаме како употребливи, односно како добри за лекување, колку тоа отприлика би ги чинело, наведовме колку чинат лекарствата, но повратната информација од фондот не сме ја добили, иако месеци се поминати. Исто остваривме контакти со Министерството за здравство. Во Министерството за здравство им испративме исто ваков допис со сите овие анализи и Министерството за здравство не реагираше по тој повод. Зошто кај нас некако е се тешко да се направи? Не е само за овој проблем. Впрочем, во емисијата гостувале и како да кажам доктори кои што разговараме и за други теми, и за други проблеми, воопшто и за диабетесот, впрочем кој што предизвикува пак диабетска ретинопатија, повторно проблем со очите. Некако се е тешко кај нас да се доведат работите кога станува збор за заболувањата, се стават тие лекови кои што навистина им се потребни на луѓето со оние хронични болести со кои што се соочуваат, да не мора да ги плаќаат секој месец. Зошто тешко кај нас се придвижуваат работите? Знаете, Виолета, тоа не е само кај нас тешко. Тоа во цел свет е тешко. Многу тешко здравствените фондови се принудува. Ние бидејќи сме тука, си знаеме за кај нас. Ние си ја бараме, мислам си бараме наше решение. Заради тоа што секогаш директорите на здравствените фондови тоа го гледаат низ цифри. Ама јас како лекар кој долго работел во превентива, а потоа ја работел и во куратива, да ги подсетам тие што се задолжени за тоа од Фондот за здравство, дека превенцијата де факто секогаш е наевтина. Така. Што значи дека ако потоа лекувањето и третманот на проблемите со заболувањето. Ако една особа прима адекватно лекарство и ако е адекватно глаукомот третиран, таа особа нема да биде слепа, нема утре да биде натовар на државата и на општеството, нема да и треба помошници, нема да и треба негуватели, ќе биде работоспособна. Меѓутоа, очигледно дека кај нас одговорните не размислуваат така. Може би, јас сум оптимист и сметам дека одговорните еден ден ќе почнат да размислуваат во таа насока, кога ќе добијат одредено, да речем, образование во таа насока. Кога некој како мене или како некој слични на мене, постојано ќе им зборува и ќе им укажува колкава е важноста за адекватниот и навремениот и правилниот третман на глаукомот. И тоа е и целта на неделата на глаукомот. Да им се обратиме на политичарите, дури нив да ги вклучиме и тие да станат свесни што значи правилно да се лекува глаукомот. Така да јас очекувам, сега сме во предизборен период, очекувам од водачите и на позицијата и на опозицијата да излезат и да кажат исто како што кажуваат, дека за инфраструктура во иднина толку планираат ако дојдат на власт, или за патишта, не навлегувам во тоа, или за патишта, или за нешто друго, сега да кажат во оваа предизборна кампања колку ќе дадат пари од колачот за здравство за лекување на глауком, колку пари ќе дадат за лекување на диабетска ретинопатија, и јас тогаш ќе добијам впечаток дека тие се вистински и дека се сериозни и дека размислуваат во правилна насока. Во однос на тоа што треба кај нас да се подобри, кажавте да се стават овие капки и лекови на позитивна листа. Што друго треба да се подобри во однос на третманот? Да има доволно апаратура на секундарна здравствена заштита и да има доволно офталмолози. Така, значи тие се три проблеми, така. Збориме за да има доволно офталмолози во секундарна здравствена заштита, така,
И на сите здравствените места така. каде што ќе недостига. Во државните збориме, затоа Да, што за приватни државните, претпоставам затоа што дека приватните има, се добро екипирани. Да, и тие се Ама нешто еден друго. добар дел од нашето Така. население, кое не е толку материјално способно, се уште има тенденција да се лекува во државните установи. Да, бидејќи знаете како, значи знаеме дека во приватните како да кажам, институции, воопшто ординации, не сите приватни институции и ординации работат со фондот за здравство. Работат единствено за катаракта, се друго е приватно. Се друго е приватно. И тоа не сме го знаел. Да. И тоа зошто да не можат и да оние кои што сакаат да имаат можност да појдат. Или ако одредена операција што треба да се изведе на окото, Универзитетската клиника ќе рече ние не можеме да изведеме, тоа ќе го потврдат неколку доктори, тогаш фондот може да покрие? Да, може да покрие, не сум информирана точно колку покрива, но мислам дека покрива. Тоа е процес и знак на прашање. Тоа е исто тежок процес. Кога станува збор за дијабетската ретинопатија и кога треба задниот дел на окото да се оперира, една операција чини од 4 до 6.000 евра. Нема секој да даде толку пари и во иднина треба да се размислува како ќе одат овие релации, а за да не стигне до таму, многу подобро е да има превенција, многу подобро е да има лекари, многу подобро е полесно луѓето да стигнат до мој термин, правилно да бидат лекувани, за да немаме последици, за да немаме последици од дијабетот, за да немаме последици од глаукомот. Така. Какви се светските заклучоци во врска со превенцијата и да ни кажете некои практични совети во однос како да се превенираме? И уште едно дополнително прашање имам тука, колку имате сознанија дека можеби границата на глаукомот се поместува и во пораната возраст, да речеме, бидејќи некако е по-специфично за повозрастната популација, и ако е така, зошто е тоа? На светско ниво во моментот се зборува дека има 78 милиони луѓе кои имат некакви симптоми на глауком. Во наредната декада се смета дека тој број ќе стигне до 112 милиони, што воопшто не е цифра за вака да ја прескочиш. Тоа е цифра на која треба да застанеш и да размислиш. Потоа има еден податок дека од 7 милиарди луѓе во светот, 1 милиарда луѓе во светот нема адекватен пристап за добро лекување на сопствените очи. Знаете колку е тоа голема цифра. И рековме дека на возраст до 40 години 1 до 2% од населението би можел да има глауком, односно има симптоми на глауком, ама кога се зголемува таа групација од 40 до 80 години, замислете дека таа преваленца оди до 3,54%. Јас како офталмолог сум мислела, ова е навистина висок процент. Не, кога одиме на нашите бесплатни мерења и кога ќе видам дека јас на терен ќе најдам луѓе што имаат 45 милиметри живен столб глауком, а се уште не отишле кај офталмолог, тоа навистина е загрижувачко. Не можам да речам дека порано се појавува глаукомот, можам да кажам нема правило. Ги наброевме ризичните фактори, значи секој што има генетска предиспозиција, секој што живее под стрес, секој што има дијабет, секој што има високочен притисок. Сите тие луѓе треба да внимаваат. Од практичен аспект, значи капките треба редовно да се употребуваат. Ако ги препише офталмологот, ако рече треба да се употребуваат. Не можеме ние на собствена иницијатива, на собствена рака да ги исклучуваме и да ги вклучуваме. И не можеме ние сами да знаеме колку ни е очниот притисок. Некој треба да го измери. Треба правилно да се аплицираат. Ако е еден лек, например, ако се става сабајле во 8, треба и вечер во 8. Добро е во новите лекарства што се употребуваат еднаш во 24 сати и тогаш му е многу полесно на пациентот само навечер да аплицира. Тие ноќе не се аплицираат, се аплицираат само навечер. Но на пациентот му е многу потешко кога треба неколку пати во текот на денот да ги аплицира, па треба да издействува една дистанца помеѓу еден и друг лек. Често пати два лека кога ќе им препишеме како комбинирана терапија, треба да водат сметка пациентите прво да го стават едниот лек, да почекаат лекот да помине низ корнеата, па потоа да го стават другиот лек, заради тоа што окото во еден момент може да издржи само една капка.
и тоа 1/3 од капката може да ја пренесе низ корнеата. Така да, значи мора да има размак меѓу првиот и вториот лек за адекватно окото да си ги искористи лекарствата. Многу сме на крај, значи само кусо, дали сте оптимисти, што предвидувате во врска со лекувањето до 2030 година? Ќе има ли подобрување? Јас сум оптимист, бидејќи во светот постојат испитувања. Испитувањата се однесуваат на тоа да се пронадат лекарства како иреверзибилните промени на лекот, на иреверзибилните промени на нервот, да ги направат реверзибилни. Значи со лекарство на оштетениот нерв да му се помогне да тие оштетувања да се коригираат. Понатаму се одат, се прават веќе во светот испитувања на ниво на ген, да се види зошто генот е тој, односно зошто генот, кој го предизвикува генот да доведе до појава на глауком. Значи испитувања на генетско ниво. И трето, а тоа е веќе најразвиено, најверојатно заради тоа што е најдоходовно, веќе имаме микроинвазивна глаукомна хирургија, кога окото многу малку се травматизира. Тоа е добрата вест дека и од хируршки аспект глаукомот во последно време многу добро се лекува. Тука негде ќе мораме веќе да завршиме. Ви благодарам за денес, соработката останува за се што треба понатаму. И јас вам ви благодарам. Многу ми е жал што поради случката денес со директорката на кожната клиника и коронавирусот ќе се пролонгираат овие тестирање, испитувања за глаукомот, меѓутоа се надевам дека ќе бидат навремено информирани сите. И тоа се континуирани акции. Ние ги изведуваме во текот на цела година и благодарејќи на новинари како вас, на вашата телевизија почитувана и на другите телевизии, тие ни овозможуваат време, ние одиме, ги најавуваме и веднаш после најавата одиме да ги изведеме тие акции, така да на една акција мериме на 100, на 200 и на повеќе луѓе од еднаш очен притисок. И мислам дека тоа е, да речеме, доволно помош од наша страна. Голема превенција. Благодарам уште еднаш. И јас вам ви благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе морам да ве поздравам за денес. Бидете самосвесни, значи грижете се за хигиената во однос на ова последна случка, морам да потенцирам, во однос на коронавирусот и во однос на кожната клиника и директорката. Грижете се за своето здравје, имајте добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.